Скопје се чисти, но дали навиките ќе се променат? Граѓаните задоволни од акцијата на градоначалникот Торце Ѓоргиевски, но апелираат надлежните да продолжат редовно да го чистат градот, а скопјани да имаат поголема свест и да ја чуваат чиста околината. Сметаат дека само удар по джебот и големи казни за несовесните кои фрлаат отпад на секаде е формулата за почисто Скопје. Повеќе казни треба, ако не... Овде треба мало да се стегне луѓе. Редовност треба, редовност во чистењето. Самото тоа ќе доведе до одредена, да речеме, зголемена култура. Ако немаш полна е оваквото кантата, до неја ќе фрлиш, не можеш внатре. И едно и друго, сметам дека со чистењето ќе се крени малце свеста. Од и друго е која е чисто гледаш, а друго е ѓубре, ќе фрлиш и ти голема работа. Вака е чисто, ти си кривиот. Ја мислам дека првено граѓаните, второ исклучиво не работеа, нели, во известен период, и трето многу внимание почна да се посвети да биде Скопје на убавото Скопје. Кривицата е обострано. Народ што заслужува, тоа добива. Треба да се смени навиката, ама и треба да има одговорност и од институциите, да не се понашаат вака комотно. Одговорност нема. Ти да не можеш да смениш градоначалник затоа што не сака да работи. Кај го има тоа? Треба и построи казни, така и построи казни треба да има и. Ја мислам дека овој народ тешко се навикнува некои убави работи. Така да казната по мене е највоспитна мерка, по моје. Сам така и треба, секаде у светот, нормален свет. Кога ќе ти ударат по джебот, ќе размислиш малку, а не кај нас. Дај Боже да остане вака. Ова што го направи, браво, за пофалба. Али ова за казните 100% сум сигурен дека тоа. А те види вака некој инспектор комунален, там фрлаш тука, оди вамо, а што здраве, олјупи го, па друг пат фрли го. 3 дена по генералката на градоначалникот Торце Ѓоргиевски, Скопје сега е видливо почисто. Алфа направи обиколка низ метрополата и сликата е сосема поинаква од онаа од пред недела дена. Луѓето сега можат да фрлаат смет во контейнерите и барем за сега ја нема онаа грда слика со расфрлан смет и црни кеси низ улиците. Сепак има и такви кои секогаш нешто им пречи. Прво им беше лошо кога градот беше нечист, а сега им смета што институциите конечно преземаат акција. Народот не може да се доволи. Зашто е сега па чист градот? Зашто беше прља? И се шок на кого да му вераше? Не бе, чуден народ сме ние. Градоначалникот Ѓоргиевски информираше дека во изминатите 3 дена се изречени над 40 казни и повеќе од 70 опомени за физички и правни лица кои несоодветно го одложувале отпадот. Од градот најавија дека акцијата за чистење нема да запре тука и дека во следната фаза ќе следат редовни контроли, построги санкции и проширување на активностите во сите општини. Улиците и контейнерите сега се почисти, но вистинскиот предизвик е дали граѓаните и институциите ќе покажат поголема одговорност и свест да ги одржуваат чисти и по завршувањето на генералката. Екипите на комунална хигиена со помош на тешка механизација од скопските како и од општините од внатрешноста за 72 часа го исчистија плоштадот и голем дел од централното градско подрачје. Беа ангажирани стотици работници, камиони, багери за чистење на речното корито на Вардар, парковите, како и неколку диви депонии. Беше изнесен над 4.500 тони отпад, или 4 до 5 пати повеќе од секој вообичаен викенд што се собирало во Скопје.